Ваша ексцеленциjo Петра Дрекслер, почитувани драги колеги, драги финалисти на конкурсот Драги. Многу сакам кога се повторува името Драги, бидејќи денеска една од главните причини е токму тоа да оддадеме почит на нашиот колега кога веднаш го поврзуваме со литературниот превод. Почитувани членови на жирито, почитувани професори, почитувани студенти. Повторбат на вториот ден од октомври, еве се повторува во случајот зборот 2 и 2. Веќе кога нешто се повторува, веќе сакаме да зборуваме и навистина се надеваме дека ќе прерасне во традиција вториот ден од октомври да биде местото на кое се додалуваат овие две награди. Пак има две и двете го носат името Драги. Сите сме сигурно нетрпеливи, јас лично сум исто така многу љубопитен, бидејќи го знаем името само на едниот добитник, тој е нашиот драг колега Бенијамин Лангер, кој пред малку имаше прекрасна презентација во салата за седници и меѓу другото и ја прикажа неговата прекрасна, навистина фасцинантна библиографија на преводи на значајни дела од македонската литература. Станува збор за врвни преводи на врвни дела на германски јазик. Тој е нашиот мост кон германските читатели. И пред малку тој кажа дека практично се враќа дома денеска, бидејќи тој беше наш колега 4 години, предаваше на катедрата како лектор по германски јазик пред известно време, можеби потоа ќе ни каже точно кога. И како што импресивна неговата преведувачка библиографија, истото важи и за нашите финалисти. Навистина сите и многу се радувам што практично оваа награда, како што споменав, мислам и минатата година, литературните преведувачи, но и преводната литература става во фокус во еден малку подолг временски период. Значи, од времето на првите номинации ги следиме авторите, ги гледаме нивните библиографии, па и биографии и ги ставаат книгите пред нас како една топла препорака од страна на жирито. Затоа веднаш сакам да искажам голема благодарност до членовите на жирито. Председателка е колешката Зорица Николовска, исто така Јана Михајловска и Владимир Јанковски. Знам дека имаат тешка задача, прво има огромен корпус дела за читање и знам дека во секоја етапа сигурно има многу сладки маки, верувам и во последната и во најпоследната. И затоа би сакал да ве топло да им се заблагодарам. Сакам истовремено да им честитам и на сите учесници, еве прво да ми честитам и на Бенијамин Лангер, да им честитам и на финалистите, но и на сите оние кои испратиле свои преведени дела на овој конкурс. Гледаме дека тој корпус на квалитетно преведени значајни литературни дела е навистина голем и тоа меѓу другото нескромно ќе кажам е на овој или оној начин и заслуга и на факултетот кој го носи името Блаже Конески, значаен како автор, како лингвист, како професор, како славист, но секако и како книжевен преведувач. Сега ќе ми, навистина ми представува чест да ја најавам драгата колешка Зорица Николовска како председател на жирито да ми ја соопшти одлуката на жирито. Повелете. Номинирани преведувачи на книжевни дела, студенти и присутни. Колку е тежок преведувачкиот процес, тоа знаат само оние што преведувале. Јас ќе споменам една анекдота од доцниот среден век. Ако како германистка дозволете да кажем еден пример од германски автор на преведувач Мартин Лутер, тој ја превел Библија
старогрчки на германски. И сакам да укажам на еден момент кој го кажал тој колку е тешко преведувањето. Тој се случило дури со демони во таа одеја во која се наоѓа и ако денес ја посетите куќата во кој тој ја превел Библијата, на цидовите ќе видите трага од црно мастило, со која тој гаѓал со својата мастилница по сенките на ѓаволот. Толку демонски тешка му се чинела тој потват на преведување на Библијата. Честитки до преведувачите за таа тешка и макотрпна работа. Сега ќе го прочитам образложението на Комисијата за доделување на интернационалната награда Драги за 2024 година за најдобар превод на македонски автор на странски јазик. Комисијата за доделување на интернационалната награда Драги за 2024 година во состав доктор Зорица Николовска председателка, доктор Јана Михајловска и Владимир Јанковски одлучи во меѓународниот преведувачки турнир оваа година наградата Драги да му ја додели на Бенјамин Лангер за неговиот превод на германски јазик на романот Пирей на германски под наслов Веќе од Петре М. Андреевски. При разгледувањето на преводите на делата на различни македонски автори на странски јазици, Комисијата реши да му ја додели оваа награда на Бенјамин Лангер за маестрално изработениот превод на германски јазик, објавен во издавачката куќа Кугалц од Берлин. Со оваа интернационална награда Драги воедно се придружуваме и на одбележувањето на двата јубилеа, поврзани со еден од најзначајните македонски писатели Петре М. Андреевски. 90 години од неговото раѓање и 44 години од објавувањето на неговиот најпознат роман. Бенјамин Лангер, дозволете ми, драги колешки колеги, да ви го представам накусо. Мене ми е многу добро позната неговата биографија, а на запошироката публика ќе кажам дека тој денес работи како преведувач и меѓународен соработник на Слободниот универзитет Берлин, Германија. Роден е во 1976 година во Ерланген, Германија, а студирал германистика и историја на уметност во Бамберг и Будимпешта. Во нашата средина престојува во периодот од 2005 до 2009 година, кога преку Германската служба за академска размена бил ангажиран како лектор по германски јазик на катедрата за германски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет Лажа Полески во Скопје. Од 2009 година живее во Берлин, каде што работи во одделението за меѓународна соработка на Слободниот универзитет Берлин и преведува македонска литература. Максимум плавите? Плавите? Во 2018 година ја изработил и одбранил својата докторска дисертација на тема за имагинациите на Македонија во книжевноста на германски јазик. Има објавено голем број научни трудови и бил дел од голем број настани поврзани со литературата и книжевниот превод. Во негов превод на германски јазик досега се објавени книжевните дела на Владимир Душевиќ, Боце Свилевски, потоа покрај романот Пирей исто така ја превел избирката раскази Сите лица на смртта од Петре М. Андреевски, делата на Дејан Трајковски, Румена Божаровска и Ване Костуранов. Во 2017 година му е врачено меѓународното признание Блаже Кодерски од Македонската академија на науките и уметностите, а во 2022 година председателот на СР Германија, Франк Валтер Штајнмајер, поканувајќи го како посебен гостин на делегацијата која го придружува неговото патување во Македонија и Албанија, во својот говор во Македонското собрание го цитира токму Пирей во превод на Бенјамин Лангер. При доделувањето на интернационалната награда Драги за најзначаен превод од македонски на странски јазик, Комисијата го оценуваше квалитетот на преводот, потикнувањето интерес за големиот македонски автор, јакнењето на меѓукултурниот диалог, но и рецензиите и рецепцијата на овој превод од страна на германските медиуми и читателската публика, кои се препознатливи по својата искрастрост,
критичност и пребирливост. Во овој контекст би издвоила рецензијата на Мирко Шванец од Првак диван, каде вели, цитирам: "Овој значаен роман представува истовремено временска машина и жив музеј. Преведувачот Бенјамин Лангер успеа конгенијално да ја преведе специфичната и строга убавина на овој, мислим македонскиот јазик, на германски јазик, така што може да се смета за кандидат на Лајпцишката награда за 2018 година. Благодарение на него, еден одамна исчезнат рурален живот во сите негови аспекти е толку живописно отсликан, како да се наоѓаме во 3D кино. Кога ќе излезете од последната страница, сте посетиле цела една епоха. Одлична, прекрасна книга." Цитат завршен. Ќе се согласиме сите почитувани дека преведувањето на романот Пире на кој би странски јазик представува исклучително голем преведувачки предизвик, со кој се соочил и нашиот добитник на наградата Драги, Бенјамин Лангер. Очигледно е дека за овој голем преведувачки проект тој не само што поседува одлични и изнијансирани познавања на македонскиот јазик, туку и дека детално ги проучил историскиот и книжевниот контекст, јазичните специфики на руралниот, архаичен, живописен македонски говор, а за културолошки конотираните македонски лексеми понудил креативни германски еквиваленти. Би сакале да напоменеме и дека внимателниот читател на овој германски превод на Лангер може да го наслушне тоа што во поновите транслатолошки студии се нарекува глас на транслаторот, кој во овој случај маестрално посредува и ги премостува јазичните и културолошките бариери помеѓу двете култури, германската и македонската. Бенјамин Лангер креира динамична и живописна функционална еквивалентност помеѓу изворниот текст и неговиот превод на германски јазик и со тоа дава голем придонес во афирмацијата на македонската книжевно пространство, односно на писателот Петре Андреевски во германското говорно подрачје. Преведувачките пресеци, фалти, набори, рабови, шевови, да се послужиме со метафорите што за преводот ги користи Валтер Бенјамин Лангер, исклучително умешно, верзирано и прецизно ги вкајува во својот превод на романот Пире од Петре Андреевски. Драга Зорица, многу благодарам за убавите зборови, почитувани колешки колеги, драга амбасадорке, Владко, каде декане, читуван декан, Владко, многу ми е драго денеска да бидам тука, голема чест ми е, огромна чест, и како што веќе беше спомнато, многу ми е мило што токму сме овде на Филолошкиот факултет, што токму овде ја добијам оваа награда, зашто пред 19 години стигнав како млад лектор по германски, 4 години овде предавав и токму на сценава, да кажеме, бев со мојата театарска група, со студенти имавме театарска група, але сузамен сите заедно имавме неколку представи овде. Многу беше убаво тоа време и токму овде во библиотеката на германистична катедра почнав и да преведам со студенти на работилница и се запознав со тоа што значи преведувањето и колку е интересна и убава работа. Носи предизвици, носи радости, зборувајќи за Пиреј,
Zorica веќе го спомна тоа, секако носи повеќе предизвици да се преведува таква книга. За среќа, тој најголем предизвик да се најде издавач во Германија, овој пат не беше никаков проблем, веднаш го најдов Себастијан Гуговец, многу му се допадна книгата, од почетокот кажа, добро, авторот е Милтов, нема проблем за мене, баш тоа е мојот профил на издавачка куќа, една приказна од село, од Македонија, многу интересна, ајде ќе ја правиме. Значи, тоа не беше предизвик, ама имаше емоционални предизвици. Например, се сеќавам кога бев во мојата канцеларија преведувајќи го делото кога на Велика умират и последните деца, моите деца беа мали, некако како преведувач не ви влегуваш во фигурите, плачев преведувајќи. Тоа беше предизвикувачки. Но, или за зборовите, вокабуларот на книгата тежок, вообичајно и тоа е голема среќа со македонска книжевност, ги прашувам авторките или автори. Тоа е голема радост, патем во мојата работа да ги познавам авторките, автори, да поминуваме време заедно на сајми, Белин, време со Румена Бужаровска е тука, со Владимир Јанковски во Лајпциг, убаво време поминувме, со Владимир Матиновски, дури во Чешка крчма пеевме заедно народни песни, многу убаво се тоа сега. Петр Андреевски, за жал не можев да го прашам лично што значи тоа, што си мислел, ама имав неговиот син, Сергеј Андреевски, неговата сам жена на синот Ирена и внукот на Петр Андреевски Неглен, кој што живее во Германија, и нив ги прашував. Обично може да ми помогнат, ако не, ако и тие не знаеа што значи некој збор, правевме списоци и одеа во селото, ги прашаат таму старите луѓе, што значи ова, што е тоа. И после ми ги вратија списоците со се слики, тоа е твој предмет, за тоа се користи, и после јас само да најдам што е тоа на германски. Значи, многу интересна и убава работа беше и колективна работа. И не само тие, туку и други пријатели. Една пријателка, например, отиде во Народниот музеј тука, да се информира за разбои и деловите на еден разбој, што точно е, што, како функционира. Значи, имав огромна подршка, фактички беше колективна работа и мислам дека ова награда, не само мојата награда, туку и нивна награда. И наградата на жена ми, например, која што сегогаш е прва, која што ќе го слуша преводот, читам на глас и за себе, ама и за жена ми мора да трпи. Да, македонски зет. Убава и интересна работа и тоа. Значи, тоа за предизвиците, ами и за подршката и тоа исто така е радост во тоа да се преведува македонскиот јазик, да има толку подршка, да има толку разговори за зборови, за традиции, за се, и многу сум благодарен за тоа. Многу сум благодарен сегаш за подршката и не само од македонската страна, туку и од германската страна, традуки, амбасадата овде. Многу ми значи тоа. Значи, многу ви благодарам на сите, многу се радувам што сум тука и фала ви многу за наградата. Сега ќе го прочитам образложението на комисијата за наградата најдобар превод на македонски јазик, драги, за превод на странско дело на македонски јазик. Наградата за најдобар превод на македонски јазик, драги, е установена во 2022 година
а првото почесно признание му беше доделено на Драги Михајловски, роден 1951 година, живел до 2022 година, писател, преведувач, есеист и универзитетски професор. Целта на наградата е да ја стимулира преведувачката дејност и да го поттикне квалитетот на преведените дела на македонската култура. Во 2024 година за оваа награда Драги првично беа номинирани 43 дела на 40 преведувачи објавени од 18 издавачки куќи или поединци, за преводи направени од 18 различни јазици и од сите жанровски категории: романи, раскази, книги за деца, поезија, драма. Во 3 состаноци Комисијата за доделување на наградата Драги во состав доктор Зорица Николовска, председателка, доктор Јана Михајловска и Владимир Јанковски одлучи во последниот круг на селекција да влезат 5 преведувачи. Сега ќе ги именувам нивните имиња по азбучен ред на нивното име. Прво Анастасија Ѓурчинова за преводот од италијански јазик на романот Интимен живот од Николо Аманити, издание на Антонов 2024 година. Вториот преведувач е Јоко Здравески за преводот од хрватски јазик на Тројца за карта од Милјенко Јерговиќ, издание на Бегемонт 24 година. Третата преведувачка е Катерина Бабанова за преводот од англиски јазик на романот Градот на победата од Салман Ружди во издание на Арт Контект во 2023 година. Четвртата преведувачка е Елисавета Поповска за преводот од француски јазик на Девојчински спомени од Ани Ерно, издание Илика 2024 година, и петата преведувачка според азбучниот ред на името Ирена Јурчева за преводот од англиски јазик на романот Силмарилион од Толкин, издание Паблишер 2023 година. Им честитам во името на комисијата на сите 5 мина, чии романи се преводени од јазик на романи. На последниот состанок кој го одржавме на 25 септември, одлучивме наградата Драги за најдобар превод на македонски јазик за 2024 година да ја добие преведувачката Анастасија Ѓурчинова за романот на крајот еден мораше да биде победник. Станува збор за превод кој на можен суптилен начин и задржува стилските карактеристики на книжевниот дискурс на Николо Аманити, умешно вклопувајќи ги во стилските, лексичките и синтаксичките можности на македонскиот јазик. Преводот на Анастасија Ѓурчинова се карактеризира со прецизност и верност кон оригиналниот текст, со огромна почит кон стилот на авторот. Таа вешто ги пренесува културните и јазични нијанси, одржувајќи ја специфичната динамика и литерарниот тон на делото. Онака како што Аманити мајсторски го користи јазикот во своите дела, така и Ѓурчинова тоа мајсторство го транспонира во незиниот превод. Текстот е јасен и се чита природно, динамично, без јазични пречки. Вешто пренесувајќи ги емоциите и атмосферата, преводот му овозможува на читателот да доживее искуство слично на она што го нуди оригиналот. Како последица на тоа, преводот на Интимен живот предизвикува и големо читателско задоволство. Во едно неодамнешно интервју по повод доделувањето на наградата Драги, Ѓурчинова вели, цитирам: Од аспект пак на преведувач би рекла дека сме секогаш исправени пред вечната дилема дали да настојуваме да бидеме повеќе точни или слободни, тоест
Како да направиме делото мазно да навлезе во системот на нашиот јазик и да биде читливо, а сепак да ја зачува дозата на очудување, неопходно за читателот да не заборави дека чита книга од странски автор создадена на некој друг јазик во контекст на некоја друга култура. Цитат завршен. Со преводот на интимен живот на македонски јазик, Анастасија Ѓурчинова успеала да ги постигне овие нијанси за кои зборува погоре. Ова е превод кој истовремено е и слободен, и читлив, и со неопходната доза на очудување, неопходна читателот при читањето да има чувство дека чита книга од друга култура. Тоа беше образложението на комисијата за годинешната награда Драги. Честитки, Анастасија Ѓурчинова. Се разбира и не е лесно сега нешто да се каже многу паметно. Но им благодарам на моите издавачи. Јас сум овде втор пат. Минатата година Артконект и оваа година Антолог, што ги кандидираа моите книги за оваа награда, што на тој начин покажаа дека веруваат во мојата преведувачка работа и ме исправија овде нели на испитот на овака квалитетни и меродавни луѓе да судат за мојот превод. Многу ми е драго што ја добивам наградата Драги и сега тој збор Драг ќе се повтори, Владко, неколку пати и со големо задоволство ќе го повторуваме, нели? Затоа ја установивме на некој начин наградата. Да се подсетуваме на нашиот колега, кој од една страна имаше така импозантен опус да го преведеш целиот Шекспир и сонети и драми, тоа страшно овака ми звучи, кога ќе си помислам, а од друга страна тоа го правеше со таква скромност и таква леснотија и не дозволуваше да гледаме во него како во некоја икона. И он не би сакал денеска да зборуваме за него како за икона. Би сакал да го споменеме Драги како колега, кога овде во ходниците си го среќававме многу често и ќе продолжи да биде со нас во овие сали и во овие ходници, и преку оваа награда, од кого лично имам неколку многу битни спомени. Не ми бил професор, но ми бил колега, кога сум му се обратила неколку пати за совет. Советите што ми ги дал и оценките што ми ги дал за моите први преводи, љубоморно ќе се ги сочувам за себе. Многу ми се скапоцени за да ги споделам со поширока публика. Навистина ми биле корисни и ме поттикнале, ако можам така да кажам, да не се откажам од овој трнлив пат. Тој знаеше дека е патот трнлив, но дека е возможен. Постојано велеше, барај го, ќе го најдеш. Копај по зборот, колку и да е тешко, некаде ќе излезе. И навистина е така, како во случајот на Бенјамин, преведувањето е истражувачка работа. Морате да консултирате многу пријатели, да им досадувате дома на домашните, постојано да ги прашувате за варијанти разни, на роднините, на сите стручњаци од разни области што ги познавате во градот или во странство. Првите преводи ги направив без интернет, почнав да преведувам во раните 90-ти години. Тоа беше, тоа беше навистина истражувачка работа по енциклопедии и по стручни книги. Денеска морам да кажам дека
во дигиталното доба интернетот многу помага. Заведува понекогаш, вара проверка, но многу помага. Пресрекна сум Екатерина, Елисавета, Ѓорги, Ирена. Ќе бидам тука да сведочам на возвраќање на оваа награда што ви ја посакувам што побрзо и сигурно сум дека ќе ја добиете. Ама да се биде во вакво убаво друштво, напишав таму во интервјуто дека е секогаш забавно од вашата лабораторија на преведувањето да дознаам нешто, па да си разделиме некоја тајна, иако не секогаш си ги кажуваме, некои, како што кажав, љубоморно и си ги чува. Како што кажав, ми е драго што е драги, ама ми е драго и што е аманити. Бидејќи имам преведено повеќе автори, ама на аманити сум му верна. Бидејќи го преведов првиот роман што се појави на македонски 2004 година, култниот Не ми е страх, романот по кој што потоа Габриеле Салваторес го сними филмот и стана планетарно познат. И ете со мојот издавач Жарко ја споделувам на оваа љубов и страст за аманити, па тој кога разбра дека има нов роман веднаш ми се јави и побара да се преведе оваа година. Инаку аманити на Букстар веќе еднаш беше, во пандемиската година направивме едно онлайн интервју и се надевам дека и сега ќе му биде кажано дека повторно е присутен на Букстар и може би ќе го натераме па да дојде некоја година, бидејќи одамна го каним. Аманити е многу различен во оваа книга од претходните. Ана беше наградена минатиот пат во време на пандемијата, бидејќи тој ја имаше таа профетска мисла да напише роман за пандемија и за вирус. И не беше можно да не се награди Аманити во време на пандемијата на COVID-19. Па се надевам дека овој разговор ќе го продолжиме во некоја друга прилика и во негово присуство. И што да кажам на крај, ете како што не научија нашите колеги и учители, колку и да е невозможно, и да е тешко, и макотрпно, не се вскажуваме од преведувањето. Верувам дека е книжевниот превод сепак може. Тоа изгледа невозможно, ама на крајот е единствениот начин на кој што народите, земјите, културите си разговараат меѓу себе, се дружат. И што знам, преведувачите го овозможуваат тоа. Во чест на преведувачите сакам, еве да ја завршам оваа куса реч. Што би рекла? Би рекла дека на сите преведувачи, тие скромни и тивки книжевни херои во сенка, како што ги нарече Пол Окстер, кои што ни ја овозможуваат оваа радост на читањето странски дела, прават од нас, како што убаво рече Румена, од еден мал јазик да се комуницираме со најголемите култури во светот, ни го овозможуваат тоа и прават да се изгледаме многу по-значајни и по-важни при тоа, прават нашиот јазик да се шири, да се преиспитува, да се ги поместува границите, да се кове. Еве да го споменам и Конески. Јазикот се кове во ковачницата на преведувањето, тој го запиша тоа. И така на сите тие преведувачи, без никаква разлика, им ја посветувам оваа награда. Завршни зборови, но еве сега честитки до колешката Анастасија Ѓурчинова и многу ви благодарам за прекрасните говори. Наистина толку убаво
ни доловивте колку е значаен преводот. Мислам дека тоа подобро од преведувач не може никој друг да го каже и нема никој друго право да го каже, можеби. Мислам дека е убаво да заокружиме со изразување благодарност токму кон издавачката куќа Антолог. Од таму доаѓа иницијативата практично за оваа награда. Денес имавме и прекрасна дискусија во салата за седници, навистина беше многу убаво, бидејќи повторно книжевниот превод дојде во фокусот. Тие слават годинава два јубилеи, на јубилеот 25 години, и исто така слават и 10 години Букстар, така што ете убаво се поврзуваат работите. Уште еднаш големи честитки до добитниците и огромна благодарност до сите учесници.